Инфлацијата кај нас на годишно ниво е под 4,5%, а во последните 4 месеци таа е меѓу најниските во регионот, изјави премиерот Христијан Мицкоски, коментирајќи ги актуелните економски движења кај нас. Просечната е под 4,5 во првите 4 месеци и е една од најниските, ако не најниска во регионот. Така што ние ја следиме состојбата будно и се разбира дека разгледуваме мерки кои што ќе бидат во корист на граѓаните. Кои се главните инфлацијски мотори? Главниот драйвер на тоа зошто е таа 4,7% на годишно ниво за мај се два сектори, односно два типа на производи, тоа се транспортните услуги, кои што се двоцифрени, над 10%, и блиску до двоцифрени се алкохолот, цигарите и тутунските производи. Во овие сектори, без оглед на неповолната тенденција, Мицкоски мерки не планира од следните причини. Напротив, може би уште поригорозни мерки треба, затоа што целта наша е да се заштити здравјето на граѓаните. Така што во делот на алкохолните пијалоци, тутунот и цигарите, односно тутунските производи и цигарите, нема потреба од никакви мерки, ево напред кажуваме дека тука нема да има мерки. А во делот на транспортот разговараме со транспортерите. Најголемиот дел е авионскиот превоз поради скапиот керозин, кој што е двојно повисок. Така што тука може да интервенираме повторно во делот на даноците, но да видиме што ќе се случи во овој месец, па потоа ќе носиме мерки и таму. Инфлацијата на ниво на Европската Унија е околу 4,5%, а нешто помала е во еврозоната. Во нашето обкружување највисока инфлација има Бугарија и таа е поголема од 9, а по неја се Романија, Србија и Хрватска. Процедурата за изградба на Штипската клиничка болница, медицинскиот факултет и студентскиот дом во Штип за нас е приоритетна, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Сега сме фокусирани на завршување на процедурата за клиничката болница Штип, студентскиот дом и факултетот за медицински науки, здравствениот дом во Кичево со проширена дејност и клиничката болница во Тетово. Тука веќе имавме меѓународен повик за да најдеме финансиери и веќе имаме понуди кои што се необврзувачки, индикативни, кои што се понуди за нас, би рекол, навистина поволни и прифатливи. Овие проекти треба да ги завршиме, а логично е дека во меѓувреме размислуваме и за големиот клинички центар кој што во Скопје би требало да се изгради. Во меѓувреме, завршени се разговорите помеѓу владата и потенцијалните инвеститори за овие објекти, кои најверојатно ќе бидат од Англија. На овој начин, владата го заокружува прашањето со изградбата на Штипската клиничка болница, која, ако се биде според планот, треба да биде завршена најмногу за 2 години. Утре завршува учебната година, а министерката за образование Весна Јаневска денес го коментираше проектот едносменска настава, имплементиран во повеќе од 200 училишта во државата. Голем и многу значаен е проектот на едносменската настава и како што гледате и владата и локалните самоуправи во државата посветуваат многу внимание. Над 200 училишта веќе се преминати во едносменска настава и јас се надевам дека до крајот на мандатот ќе бидат барем дупло повеќе, затоа што навистина во одредени подрачја, еве како што е овој дел на Ѓорче или дел на аеродром, е добро што имаме повеќе деца и ќе треба и дополнителни инвестиции. Јаневска ги потенцира и најважните новини во образованието во последните 2 години, за кои вели дека се проевропски и нудат многу поголеми можности. Ке почнам од легислативата, промената на наставните планови и програми, секако учебниците кои веќе не се и нема да бидат предизвик во иднина, тренинзите или дообуката на наставниците, која е неопходна за да го продобриме процесот на образованието, новиот дневник кој одговара на барањата на наставниците, намалување на нивната администрација, значи има многу нешта кои што сме ги почнале, но јас ќе повторам како и секогаш треба малку време за да се видат ефектите во иднина. Според Јаневска, интенциите се наставата во целата држава постепено да премине во едносменска, а приоритет се дава на дуалното образование, за кое веќе повеќе од половината ученици покажуваат интерес.
ВМРО ДПМН испорачуваат резултати, а не изговори со приклучувањето на иницијативата Роаминг како дома. Граѓаните ќе можат да користат мобилни услуги, повици, SMS пораки и мобилен интернет без дополнителни роаминг трошоци. Социјалдемократите од друга страна обвинуваат дека наводните лаги на Мицкоски се разобличени. Брисел бара реформски промени во законот за судски совет. За владата предводена од ВМРО ДПМН главен приоритет се интересите на македонските граѓани. Направен е уште еден значаен чекор, од кој директна придобивка ќе имаат токму граѓаните на Република Македонија. Станува збор за конкретен, видлив и практичен чекор кон европската иднина на Македонија, а тоа е приклучување кон иницијативата Роаминг како дома. Оваа иницијатива директно ги засега граѓаните, компаниите, студентите, работниците, македонската диаспора и сите оние кои патуваат или комуницираат со земјите од Европската Унија. Со Роаминг како дома, граѓаните ќе можат да користат мобилни услуги, повици, SMS пораки и мобилен интернет без дополнителни роаминг трошоци, односно под услови еднакви со домашните тарифи. Уште една лага на Христијан Мицковски за реформите е целосно разобличена. Брисел, по скратена постапка, бара измени на законот за судски совет. А владата со месеци го представуваше законот како доказ за наводен реформски напредок. Сега стигна потврда дека со манипулации и со трикови реформи нема. СДСМ за ова предупредуваше од самиот почеток. Председателот Филипче јавно посочуваше дека законот е усвоен без целосно почитување на препораките на оценската мисија и на Венецијанската комисија. Истото беше нотирано и во забелешките на СДСМ што ги достави, но Филков и Мицковски намерно ги игнорираа. Модерни теренски возила и софистицирана опрема за гранично надгледување прими денес МВР. Донацијата е во рамки на регионалниот ИПА проект ЕУ подршка за зајакнување на борбата против криумчарење на мигранти и трговија со луѓе во Западен Балкан. Секоја инвестиција во модернизација на нашите служби е истовремено инвестиција во мирот и стабилноста на Европа. Криминалните мрежи действуваат транснационално, користат асиметрични методи и дигитални средства, а постојано ги прилагодуваат своите тактики. Ниту една земја без оглед на незината големина не може самостојно да се справи со овие предизвици. Одговорот мора да биде координиран, навремен и заснован на цврсна меѓународна соработка. Тошковски најави. Донираните теренски возила и специализирана опрема веднаш ќе бидат ставени во употреба, зголемувајќи мобилноста и ефикасноста на нашите единици. Криумчарењето мигранти и трговијата со луѓе директно влијаат врз човечките судбини. Затоа, нашиот пристап останува мултидисциплинарен, со јасна хумана димензија во секоја оперативна одлука. Раководителот на секторот за соработка во делегацијата на Европската Унија во Скопје, Штефен Худолин, изјави: Македонија има активна улога во справувањето со кризата на мигрантите во Европа, во соработка со соседните земји, соочувајќи се со постојани променливи предизвици, еволуирајќи и напредувајќи во начинот на работа. Нашите заеднички напори покажуваат дека Европа е силна и способна да се соочи со комплексни ситуации и во духот на соработката и меѓусебната доверба. Во таа насока и треба да продолжиме понатаму. На примопредавањето присуствуваа и амбасадорите на Франција и Германија во Македонија, како и Франк Фортан, проект менеджер на CVPol и EU Forfast. Албанија ќе продолжи со проектот за изградба на луксузно одморалиште планирано од Џаред Кушнер во изолираната област на Балканскиот брег и покрај тековните протести поради неговото влијание врз животната средина, изјави за новинската агенција Reuters албанскиот премиер Еди Рама. Илјадници луѓе излегоа на улиците на главниот град Тирана и на јужниот брег, каде што е проектот за одморалиштето, барајки откажување на проектот поради неговото влијание врз заштитеното подрачје, кое е живеалиште за фламинга, фоки и морски жилки за размножување. Фламингото сега стана символ на движењето. Демонстрантите држат розови птици и транспаренти на кои пишува "Револуција на фламинго". Унгарските пратеници доброволно за 40% си ги скратија платите. Одлуката беше донесена со акламација, односно ја поддржаа сите 189 присутни пратеници на седницата на парламентот.
Од следниот месец, основната бруто плата на унгарските народни избраници ќе изнесува 3690 евра. Според владејачкото мнозинство, заштедите од оваа мерка ќе бидат доволни за покривање на годинешните трошоци за функционирање на парламентот. Со одлуката се укинува и надоместокот за мобилни телефони, а се намалуваат и парламентарните додатоци за канцеларии, станови и персонал. Се очекува Црна Гора да затвори уште 2 преговарачки поглавја на меѓувладината конференција со Европската Унија во Луксембург на 15 јуни. Тоа се поглавја 2 слободно движење на работниците и поглавја 28 заштита на потрошувачите и здравје, објави државната телевизиска станица во Подгорица. За да се случи ова, амбасадорите на земјите членки мора да дадат зелено светло за одржување на меѓувладината конференција која се очекува да се одржи на 12 јуни. По оваа меѓувладина конференција, Црна Гора ќе има затворено 16 од вкупно 33 преговарачки поглавја во преговорите за членство во Европската Унија. За да се намалат загубите на вода, јавните комунални предпријатија мора да инвестираат во инфраструктура, дигитализација и енергетска ефикасност, порача Ацо Ристов, председател на Регулаторната комисија за енергетика, во рамки на официјалното започнување на проектот Отпорни и ефикасни комунални предпријатија во Македонија. Ве охрабрувам да инвестирате, но внимавајте, реализацијата на инвестициите ќе ги следиме преку серија на индикатори за ефикасност. Дали има намалување на загубите на вода, дали е зголемена наплатата. Има анализи дека со воведувањето на дигитализација може да ги намалите трошоците од 10 до 15%. Со намалување на потрошувачката на електричната енергија се намалуваат значајно расходите. Изјави Ристов. Јавните предпријатија плаќаат енормни сметки за струја и треба да инвестираат во нејзино производство. Идејата е општините да може да основаат друштво за производство на електрична енергија преку кое ќе можат самостојно да управуваат, складираат и да го продаваат вишокот на енергија за потребите на единицата на локалната самоуправа. Сугерира Ристов нудејќи излезно решение. Проектот Отпорни и ефикасни комунални предпријатија е финансиран од владата на Швајцарската конфедерација и Министерството за животна средина и просторно планирање, како и дел од општините. Со цел подобрување на финансиската состојба и обезбедување непречено функционирање на јавното предпријатие Солидарност, општина Виница денес префрли 3,2 милиони денари од општинскиот буџет на сметката на јавното предпријатие. Средствата се наменети за стабилизирање на работењето на предпријатието и создавање подобри услови за квалитетно и ефикасно извршување на услугите, што секојдневно им се обезбедуваат на граѓаните. Со оваа финансиска подршка испраќаме јасна порака дека стоиме зад нашите јавни предпријатија. Очекувам средствата да придонесат за поголема мотивираност кај менаџментот и вработените, но и за дополнително подобрување на квалитетот и ефикасноста на услугите што ги добиваат граѓаните. Нашата заложба е да обезбедиме стабилни и функционални јавни предпријатија кои ќе одговорат на потребите на заедницата. Изјави градоначалникот на општина Виница Митко Костадиновски. По неколкудневната работна посета на Ешелон Швајцарија, градоначалникот Иван Гоцевски се враќа во Делчево со нови искуства, идеи и контакти за идна соработка. Вчера веќе се вративме во Швајцарија по полната наша посета која што трае 3 дена во Швајцарија. Посета беше организирана од нашето Здружение Македонија во Ешелон, кој што воедно ги покри трошоците за истата посета. Да бидам искрен, многу пријатно сум изненаден од начинот на како функционира системот во Швајцарија и од тоа како системот го има доведено сумирањето на отпадот од колективните домувања до рециклажа, до исфрлање во самата природа. Дали швајцарските практики би можеле да се применат и во Делчево? Па да, секој дека може да се применат, особено во делот на одведување на отпадни води и секој во делот на делење на самиот комунален смет. Исто така, добра позитивна практика е и подигањето на средства кај самото население кој што живее во Швајцарија. Тоест, таму сигурен граѓанин многу добро ги познава законите и многу добро знае како и како треба да се грижи самата природа. Во текот на посетата Гоцевски оствари успешна средба со градоначалникот на Ешелон. Имавме одлична плодна средба заедно со градоначалникот на Прилеп и со представници од локалната самоуправа на Струмица, со тамошниот градоначалник господин Серж Борник, со кој што разговаравме поприлично доста, затоа што бевме 2 дена заедно. Истиот не е запознат со доста позитивни практики во Швајцарија и во неговата општина. Сега веќе остваривме билатерална соработка која што планираме да продолжиме и во иднина
и секако овие добри и позитивни практики на нас на ниво многу наскоро да ни вродат и со плод. Каква беше средбата со македонската дијаспора во Швајцарија? Следина одлично поминавме со нашите таму во Швајцарија, одлична дружба, имаше многу убав хуманитарен настан кој што прибра поголема сума на средства и кои што бидат инвестирани во нашето село Звегор за изградба на еден верски храм. Со позитивни впечатоци и нови идеи за развој на општината, градоначалникот Гоцевски најави и бизнис форум со македонската дијаспора од Швајцарија на почетокот на месец август во Делчево. Шумите најчесто се палат за профит, затоа сите институции, но и граѓаните мораат максимално да бидат мотивирани и подготвени за спречување на овој криминал. Јавното предпријатие Национални шуми веќе процесуира ваква злоупотреба, изјави заменик генералниот директор на оваа институција Кире Михаилов при гостувањето во емисијата на телевизија Стар "Што мисли народот". Тие површини кои што изгореа, не сите беа зафатени целосно од огнените стихии. Добар дел од таа дрвна маса беше неуништена, беше квалитетна. Меѓутоа, оние кои што беа претходници на нас како раководство, за жал, направија одредени злоупотреби таму. Ние сето тоа го процесуиравме. Значи, нашите претходници ја продавале таа опожарена дрвна маса по цени кои што не соодветствувале со реалната состојба. Значи, поевтино ги давале, најверојатно се договарале со оние кои што работеле и на сметка на предпријатието, на сметка на државата, на сметка на она кое што и на сите граѓани профитирале одредени луѓе. Значи, станува збор за само една пријава која што е пуштена, мислам, денеска излезе и повторно ќе кажам, се однесува на опожарени површини, борови култури од кои што се изнесувала дрвна маса и се наплаќала по релативни пониски. Пред сезоната на пожари Михаилов изјави дека целиот противпожарен потенцијал е подготвен и мотивиран. Затоа што сме и поопремени, затоа што сега нашите вработени можеби е срамно, меѓутоа ќе кажам, се со соодветна делумна опрема, имаат плати редовни, имаме теренски возила кои што се сервисирани, сите се во функција и едноставно го правиме она кое што ни е примерната обврска. За разлика од лани, годинава државата располага со поголем противпожарен, но човечки капацитет. Ние како вработени, како предпријатие имаме безмалку повеќе од 450 луѓе во моментов кои што се соодветно обучени и поголем дел од нив имаат веќе соодветна опрема со која што можеме да настапиме при појава на било каков шумски пожар, значи веднаш на лице место. Тоа не е мала бројка, со оглед на тоа што имаме 30 подружници, значи имаме во подружница по 10 и повеќе луѓе кои што во првиот момент може веднаш да се најдат на самата линија на огнот каде што би се појавил тој. Во контекст на ефикасно превенирање и справување со пожарите, директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов изјави дека од оваа година во нивно гаснење ќе учествуваат пензионирани полицајци, пожарникари и лица од армијата. За 5559 ученици од основните и средни училишта во Штип утре завршува школската година. Тоа е последен ден за вкупно 5559 ученици на ниво на општина, од кои 1995 ученици се во средно образование и 3604 ученици се во основно образование. Бројката на основците и средношколците кои завршуваат училишната година не е конечен. Оваа бројка може малку и да се промени, бидејќи тука спаѓаат и оние ученици кои не покажале соодветен успех и кои треба да полагаат поправен испит. Се надеваме дека и тие ученици ќе ги положат поправните испити и дека тоа ќе биде конечната бројка на ученици кои го завршиле образованието оваа година и дека до година ќе се придружат на нивните соученици. Во четврток со почеток во 9 часот во просториите на кампус 2 при Штипскиот универзитет Гоце Делчев ќе се полага македонски јазик и литература, инаку втор дел од екстерниот испит од државната матура. На ниво на општина треба да кажеме дека вкупно полагаат 420 ученици на некои од видовите државна матура. И тоа 372 полагаат државна матура,
15 ученици полагаат државна стручна матура и 33 ученици полагаат државна уметничка матура, додека пак останатите ученици до 503 се всушност учениците кои полагаат завршен испит и училишна матура. Значи тие нема да полагаат сега на 11 и ќе полагаат некој друг ден во училиштата согласно распоредот на самите училишта. Оние матуранти кои не ја положиле државната матура, втора шанса имаат на 12 и 14 август. Метеоролог од Арканзас предизвика воодушевување кај јавноста откако остана во програма во живо и продолжи да известува, иако во студиото избувна пожар. Ноа Симонс во саботата на 6 јуни останал целосно присебен додека известувал за опасност од торнадо во Форт Смит. За време на неговото јавување се запалило студиско светло, но тој не го прекинал преносот. Значи, токму сега избувна пожар во студиото, но имаме 2 предупредувања за торнадо, рече Симонс во етерот, покривајќи го носот со кошулата. Затоа мораме да продолжиме да ја следиме ситуацијата и да известуваме во живо. Симонс подоцна во пренос во живо на Facebook објаснил дека дел од чадот потекнувал од противпожарен апарат. Неговата присемност предизвика бројни пофалби на социјалните мрежи. Утре времето претежно сончево. Локално е можен развој на нестабилност која ќе донесе слаб дожд во попладневните часови. Температурите до 31 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 6 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 31%. Температурите по градови се следните. Штип и Карвинци со по 31 степен, Пробиштип 29, Чишиново Блешево 31, Кочани 28. Виница 30, Македонска Каменица 28, Делчево 30, Пехчево 26 и Берово исто така со максимални 26 степени. Според православниот календар, утре е Свети Варлаам Охридски. Католиците си спомнуваат за Богомил.